Во време кога живееме во пандемија од COVID-19, време на економска криза, воена криза предизвикана од руско-украинската криза, во пресрет на најголемиот христијански празник Великден, треба да мислиме и на социјално загрозените семејства, сите оние кои што можеби не можат да си дозволат доволно можности за да си ја збогатат својата празнична трпеза, но и да ја збогатат и да ја задоволат трпезата за секојдневните оброци. Она што е најважно, дека и за празниците оброк плюс ќе се обезбеди за социјално загрозените граѓани, а сето ова ќе се реализира преку активностите на Сдруженијето Љубезност. А за нивните активности малку повеќе дознаваме во повторното линковско вклучување на колешката Кристина Талеска-Големтеова. Кики, повели? Благодарам, Сузе. Овој разговор го започнувам со една статистика која што дополнително треба да не подсети зошто гласно треба да се зборува на оваа тема. Речи се 1/3 од вкупно произведената храна во светот се фрла, додека околу 800 милиони луѓе се во ризик од глад, а 5 милиони деца во светот умираат гладни секоја година. Поразителна статистика која што дополнително и треба да не подсети дека треба да внимаваме на храната и дека голем дел од храната која што мислиме дека веќе не може да се употребува за фрлање, може да стане апсолутно корисен оброк. Сдруженијето Љубезност години наназад обезбедува оброк плюс за социјално загрозените семејства благодарение на бројни донатори, чиј број пак се повеќе расте, што е особено податок што ме радува. Тони Станковски ова утро заедно со нас на темата. Тони, добро утро, благодарам за гостувањето во Македонија на утро. Споменав бројот на донатори расте, што значи тоа во бројки, колкав е бројот на оние кои што се согласуваат да поддржат социјално загрозено семејство плюс. Добро утро и благодарам за поканата. Да, навистина во изминатиот период сведоци сме дека голем број на правни и индивидуални лица изразуваат желба да бидат дел од нашите активности и да донираат дел од она што го имаат. Дали е тоа материјална донација, дали е финансиска донација, се со цел да помогнеме на оваа категорија наши сограѓани кои што не може да си обезбедат храна во текот на денот. И тоа го правите континуирано секој викенд? Да, секоја сабота, позади спомен домот на Мајка Тереза, на платото на домот на армија, секоја сабота се делат топли оброци на бездомниците од градот. Ниту за празниците нема да ги оставите социјално загрозените граѓани. Се организира веќе на големо акцијата која што ќе се одржи чином повторно в сабота. Колку оброци се подготвуваат, колку граѓани ќе добијат оброк плюс? Од 2013 година редовно секоја сабота се делат топли оброци на бездомниците. Во последните 6-7 години бројката изнесува од 170 до 230 оброци се делат. Некогаш бројката може и до 250 да дојде, 260. Меѓутоа тоа е склоп на донации од различни субјекти кои што донираат. Од оваа година, од јануари месец, градот Скопје се вклучи со редовно донирање на 100 топли оброци. Меѓутоа тука е ретвитен оброк кој што готви, тука се индивидуални донатори, така да се склопува бројката од 250 оброци кои што секоја сабота се делат. И не се фокусиравте низ годиниве само на оброците, меѓу другото работите во насока на изнаоѓање начини и овозможување достоен живот за бездомниците. Според податоците кои што ги имам 2021 завршивте со 27 вдомувања, каде вдомивте вкупно 42 лица. Како започна 2022? Континуитет на 21 година, со тоа што имавме некои кои што излега од системот на вдомување, од различна причина, меѓутоа имаме и нови кои што ги вдомивме, така да според можностите, условите и она што го имаме како проект од Австриското министерство за труд, едноставно продолжуваме и оваа година. Лимитирани сме, знаеме дека потребите се поголеми, меѓутоа даваме еден мал придонес во целиот процес. И ако мислевме дека ковид кризата ни нанесе најголема економска штета, војниот конфликт во Украина не потсети дека може да се оди секако многу подлабоко. За жал цените на основните производи на големо растат, имаме поскапување и на сметките, што беше причина повеќе за грижа на голем број на граѓани. 2021 ја направивте платформа
платформата врз основа на која голем дел од граѓаните кои не можат да ги платат сметките, благодарение на донаторите, успеваат да останат со струја, вода и комунали. Колку сметки се платија минатата година и дали расте бројот на донаторите кои што оваа година ја превземаат таа одговорност? Само мало на дополнување дека платформата 2020 година започна, плати сметка заедно со нашите искрени соработници Ways to Help, плати сметка каде што во вкупно 2020 од септември месец и цела 2021 година се платија сметки во вкупна вредност од 47.000 евра. Тука најголем процент е за струја, помал процент е за вода, затоа што платформата за плаќање на вода започна 2021 година, меѓутоа на вистина бројот на донатори кои што пристапуваат на самата платформа и изразуваат желба да платат нечија сметка на некое социјално загрозено семејство кое што не е во можност да плати, иако може би сметката е 500.000 денари, 2.000 денари, на вистина е голем. Така да, благодарение на тој интерес, платформата живее и се плаќаат секој ден сметки. Има повеќе индивидуални или колективни во однос на компании донатори? Во однос на плаќањето на сметки, поголем број се индивидуални. А кај оброците? Кај оброците е 50-50. 50-50. Овој период од годината, особено околу великденските празници, сите размислуваме и за тоа како да ја организираме и подготвиме домашната трпеза. Треба да сме свесни дека може би 2 до 3 намирници повеќе ако набавиме, нам ништо нема да не значи, но секако на граѓаните кои не можат да се дозволат оброк плюс, ќе им значи. Како можеме ние да се вклучиме и да подготвиме оброк плюс во сабота? Секој може на свој начин едноставно да даде придонес во овој процес. Не мора да биде љубезност, не мора да биде некоја друга организација, едноставно секаде наму каде што се движиме ќе сретнеме луѓе на кои што ни е потребна храна, дали се по семафорите, во парковите или по улица или било каде, така да доволно е само да изразиме желба да купиме или да сготвиме нешто и да му подариме на некога. Така да еве сите оние кои што ќе останат во Скопје за време на овој продолжен викенд имаат предизвик повеќе да може да дадат свој придонес во тоа. Благодарам ти за разговорот во Македонија наутро со сето она што ќе биде ново во Здруженијето. Љубезност, поддршката наша имате. Благодарам на поддршката и се надевам дека веќе имаме можност и убави работи што ќе споделиме и во следен период. Благодарам. Знаеме дека цените на основните производи се и тоа како поскапени изминатиот период, но сепак и во услови на економска криза голем дел од граѓаните се подготвуваат за Великден и великденската трпеза. Токму затоа ќе потсетиме уште еднаш. 2 до 3 намирници повеќе нам ништо можеби нема да ни значат во потрошувачката кошничка и нема кој знае колку да ја зголемат сметката која што ќе треба да ја платиме на каса, но секако на социјално загрозените семејства кои што во овој период не може да си дозволат оброк плюс, тоа многу ќе им значи. Студија?